Регионални иницијативи, безбедност и одбрана, интензивирање на релациите, енергетика и животна средина, билатерална соработка и добро владење. Тоа се 6 теми кои се опфатени со владиниот акцијски план за спроведување на стратешкиот диалог меѓу земјава и САД, кој денеска го презентираа премиерот и шефот на дипломатијата. Според Ковачевски станува збор за натамошно зајакнување на односите меѓу Скопје и Вашингтон, при што останува поддршката за членство на земјава во Европската унија. Зајакнувањето на билатералните односи со Соединетите американски држави значат модерни закони, безусловна и независна борба со корупцијата и криминалот, праведно и правично правосудство, но и правна и економска безбедност на нашата држава. Министерот Османи беше попрецизен што ќе биде приоритет во акцијскиот план, а потоа и самиот премиер најави нови мерки за справување со тоа што американската администрација го смета за прва точка на листата задачи. Првата област на интензивирана соработка и приоритетна активност во рамките на планот за активности е борбата против корупцијата и владењето на правото. Утврдивме и посебно поглавје во планот за активности што се однесува на имплементацијата на антикорупцијската политика. Предвидени се активности кои имаат за цел поддршка на судските реформи преку споделување на стручно знаење, а се со цел зголемување на кредибилитетот и довербата на судството. Обезбедување на поголем број на квалитетни кадри во рамките на овие институции. Вие знаете дека веќе работи непречено Академијата за суди и обвинители. Исто така веќе се разговара на ниво на влада и тоа беше нешто што јавно сите го кажавме, дека треба да определиме и концепт за ветинг во сите овие институции без исклучок. Во другите сфери се предвидува интензивирање на соработката во одбраната на тамошни заеднички воени вежби со САД, модернизација на армијата за јакнување на економските односи. Се планира отворање директна авионска линија Њујорк-Скопје и исполнување на критериумите за влез во виза вейвер програмата на САД, што понатаму треба да резултира и со воведување безвизен режим за македонските граѓани. Владиниот врв уверува дека презентацијата на акцијскиот план токму во период на заладување на односите со Бугарија, што пак има ефект врз евроинтеграцијскиот процес, не значи дека стратешкиот диалог со САД е алтернатива за членство во Унијата. Не е алтернатива, туку е комплементарно на процесот на евроинтеграција. Значи, антикорупцијската политика, владење на правото, значи сите тие механизми што ги има САД, таа поддршка што ќе ја даде на судството, ќе ни помогне побрзо да ги постигнеме критериумите за членство во Европската унија. Така да гледајте ги буквално како две раце кои што ја држат земјата да биде во континуиран развој. Минатата година во јуни во Вашингтон беше отворен стратешкиот диалог меѓу САД и Северна Македонија, чија цел е да ги продлабочи односите, соработката и координацијата меѓу двете земји. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.